Групацијата за безбедно здравје при работа постои повеќе од 2 години. Ја формиравме со цел да ја унапредиме работата во однос на безбедност и здравјето при работа во Република Македонија. Имаме членки кои што се всушност економски оператори кои што ја вршат оваа дејност во Република Македонија. Тие економски оператори помагаат да се зголеми безбедноста во Република Македонија и нашата работа е базирана на Законот за безбедно здравје при работа, како и на голем број подзаконски прописи, односно правилници. Целта на ова собирање е да направиме заеднички напори како општество, да се зголеми безбедноста, да се намалат бројот на смртни случаи на работно место и да се намалат бројот на последици со значајни повреди со значајни последици. Ние направивме една мала кратка и анализа под овие прашања и во однос на легислативата и во однос на прописите и на оваа пресконференција ќе спомнеме повеќе околу тоа и нормално и на начинот како цела оваа активност се одвива во Република Македонија. За сите овие прашања ќе ви на крајот на пресконференцијата можете слободно да ни поставувате прашања, а во однос на целата анализа повеќе ќе ви каже и моите соработници. Фирмите кои се членки нашата групација и они кои не се членки кои учествуваат во процесот постојат веќе 6 години, значи 6 години се нарушуваат од првите фирми кои работат на ова поле. Значи мислам дека работата и задачата не сме се сватиле сериозно сите ние, почнувајќи од работодавци, држава, продолжувајќи со нас како фирми, компании кои работиме на ова поле. 6 години е премногу долго време за да некој не ги помине основните принципи на безбедност и здравје при работа. Не ги спомнат синдикатите, мислам, и тие имаат големо учество, затоа што целосно законот не е применен. Немојте да мислите дека зборуваме за политика партиска, зборуваме исклучиво за стручна политика и никаква поинаку. Затоа што овој закон е донесен 2007 година, кој беше согласен согласно европското законодавство и тогаш беше истата политичка гарнитура на власт. Денес имаме закон кој е далеку од она што се вика Европска унија. Со сите измени кои се направени, 10 измени во овој последен период, нарушени се основните принципи на законот, а да не зборуваме за одредени одредби во членовите кои имаат коализија. Зошто баш денес? Па денес почнува изборната кампања и можеби ова ќе биде потик за било која идна наредна влада да слушне што уствари ние стручните компании, стручните лица во оваа област имаме да кажеме. Најголемиот број компании се опатени во овој дел. Најголемиот број на луѓе кои им се случуваат несреќи припаѓаат во овој дел на компании. А нашиот закон многу малку се осврнува до нивната заштита. Иако, реално зборувајќи, тој важи за сите подеднакво. И за државните, и за приватните, и по бројност, и по големина. И по опасности кои ги содржат во компаниите. Анализата што ја направивме минатата година покажува врз основа на бројките кои ги имаме во Република Македонија. Ова анализа мислам дека сите некои се заинтересирани може да добиете на веб страната, односно ќе биде објавена на веб страната, претпоставувам, и може да ви биде доставена по мејл. Кажуваат дека го зборуваме за стручност. Во Република Македонија стручно лице за безбедност и здравје при работа, не и здравје, бидејќи тоа се докторите, може да обавува исклучиво лице кој има положено стручен испит во Министерството за труд и социјална политика. Ние на закон од 58 члена додадовме уште една азбука од А скоро до Ш. Со измени каде што ќе кажеме како се полага стручниот испит. Меѓутоа, од она што излегува во последно време, С нема од стручност, верувајте. Како компании се обидуваме да најдеме стручни кадри, не стручни лица имаме. Стручни кадри кои сериозно ќе унапредат безбедност и здравјето при работа во Република Македонија. Минатата година имало положено 55 лица стручни кои во однос на бројките на 2014 година во бројот на компании. Излегува дека секое стручно лице во една фирма посетува 14 часа годишно. Дали е тоа доволно за безбедно работење во вашите фирми?
Замислете сами. Значи 14 часа, тука не сметајки го другото време, кои треба да поминат од една фирма до друга фирма. Не сметајки ги другите обврски кои ги имаат стручните лица, кои треба да направат обука на вас, проценка на ризик, одредени мерења во зависност од она што го имаме на работното место. Ако погледнеме од друга страна, ајде ние сме стручни лица да ги погледнеме докторите по медицина на труд. И тие имаат проблем. Реално, како што е поставен системот, секој од нас мора да има систематски преглед. Колку од вас биле на лекарски преглед, се извинувам, здравство, дали е систематски или периодичен, се утврдува во однос на проценката на ризик. Колку од вас имаат поминато лекарски преглед? Сите? Одлично. Тоа функционира. За тоа сега ќе зборуваме. Сега ќе збориме за тоа. Значи сега тоа не е темата. За тоа зборуваме сега. Јас не ги обвинувам колегите доктори, значи далеко од тоа дека ние имаме одлична соработка со нив во најголемиот дел на случаи. Меѓутоа во Република Македонија, согласно законот кој кажува дека секој вработен мора да биде прегледан на одреден начин, и ние сме исклучок во цела Европска унија, иако се уште не сме во Европска унија, европските регулатива кажува дека таму кај што се создава ризик, таму ќе се прават систематски, односно лекарските, здравствените прегледи. Таму кај работодавачот што не создава ризик, нема потреба, затоа што секој работодавач треба да плаќа здравствено осигурување и ние како вработени таму треба редовно да си го контролираме нашето здраве. Она што го кажувавме дека случаи кога се носе измените на законот, дека ќе ги научиме нашите луѓе да чекаат систематски преглед за да одат на лекарски преглед, се поствари. Погледнете се и кажете колку од вас реално биле на било каков преглед надвор од систематскиот преглед. Него го чекаме тој да дојде и тогаш да го прегледаме нашето здраве. Целта на овие прегледи не е таа. Целта е да видиме дали работодавачот создава ризик, кој може да работи на тие работни места и дали имаме последици од работењето, а не да видиме здравствената состојба на граѓаните во Република Македонија. Кога ќе зборуваме за бројки, кога е правена анализата, имаме некаде околу 40 компании кои работат на полето здравје при работа. Значи тоа се овластени здравствени установи кои работат медицина на труд. Бројот на доктори не е поразличен, може би 45-50 во Република Македонија кои имаат ваква титула. Еден дел заради немање доволно број пензионираните доктори учествуваат во процесот на прегледите. Значи не се отидени во пензија, се уште продолжуваат да работат. Поделено на бројот на вработени во Република Македонија, испаѓа дека секој доктор треба да посвети 12 минути на лекарскиот преглед. Дали е тоа доволно? Овде не го земаме во предвид другото, која е нивна обврска, а тоа е одење на терен и учество во проценката на ризик на работните места. И сега, кога ќе собереме 2 и 2, јас не ги окривам докторите. Некој им наложил да биде така. Затоа се, можеби и затоа така се прегледите кои зборуваме диши и останатите работи. Да не зборуваме за законската регулатива во делот на следење на здравјето. Идејата на оваа проблематика е да нашето здравје и таму кај што имаме ризик се следи. Да видиме дали имаме влошување низ одреден период. Што значи тоа? Дека документите кои ние ги добиваме кај докторот, односно што треба да останат кај докторот, треба понатаму да се преземат ако имаме на друга здравствена ординација. Нашето законодавство кажува дека ако повара работодавачот, тие документи може да се простат од другата здравствена установа. Тоа е чиста желба. Значи не е обврска. И ние денес одиме кај оваа здравствена установа и одиме 2 години таму. Па наредните 2 години одиме кај други. И кој ќе не следи на здравствената состојба? Каде имаме ние нешто што е континуирано следење на проблемите. Ова не е проблем само кај нас, ова е проблем малку пошироко на гледајќи и сите земји во Балканот. Мината недела, мислам дека, или предмината недела имавме конференција во Словенија, каде што сите држави генерално го истакнаа проблемот кој го имаат со утврдување и дефинирање на професионални болести, особено професионалниот рак.
Ние со ваков систем со кој сега работиме тешко дека ќе успееме да можеме низ времето да докажеме дека некој од нас има професионален рак. Затоа што нашето законодавство дозволува одредени прекини. Тие, согласно Законот за инспекција на труд, имаат одредени обврски за посета на фирми. И тоа за одредени фирми кои што се дефинирани согласно Законот за државни инспекторат на труд, се помалку од вкупниот број на фирми. Значи, одат таму кај што би требало да има ризик и тие фирми мора да ги посетат најмалку еднаш годишно, согласно законот. Значи, не зборуваме дали тоа може или не може. Поделено со бројот на инспектори во Република Македонија, секој инспектор во Република Македонија за да се ја заврши обврската, посветува 118 минути кај еден деловен субјект. Дали е тоа доволно? Вклучувајќи го и патот од еден до друг деловен субјект. Дали е тоа доволно? Мислам дека не е. Значи нема да може да се запознае со фирмата, камоли па да провери документација, да не видиме каква е состојбата реално во секоја фирма. Затоа оваа пресконференција е направена можеби баш денес. За да некој во иднина размисли дали имаме поинаква безбедност при работа. Не дека ние не сме вклучувани во процесот, сме. Меѓутоа колку сме послушани, тоа е друга приказна. Колку пати сме ги кажале бројкиве во надлежни институции од 91 година навака? Милион пати. Не зборувам дали како членки на групација или како луѓе кои работат на полево на безбедност и здраве при работа. Ќе побараме која е да биде идната влада на Република Македонија, промена на системот за безбедност и здраве при работа, кој што навистина ќе функционира. Нема да биде само на хартија. Документите кои ќе бидат издавани во фирмите, вашите компании кај што вие работите, нема да бидат само хартија кој ќе стои во фиока, туку ќе биде навистина нешто што ќе држи и ќе биде потребно за вас и за вашата работа, која ќе вклучи покренели измени на законот и измени на одредени правилници, како начинот и условите за овластување на правните субјекти, начинот на нивната контрола и ослободување на пазарот. Ако ви кажам дека можам да ви пресметам колку чини вашиот живот, и ако ви кажам дека таа цена е не повеќе од 100 евра, значи, ние имаме правилник за цени кои треба да се придржуваме и кој кажува колку чини обука за вработен, колку чини проценката на ризик, колку чини мерењето. Дали сите ние имаме исти опасности? Дали сите ние како стручни лица треба да бидеме исти? Дали ние како фирми треба да бидеме исти за да не биде цената? Каде е развојот? Каде е желбата за инвестирање во подобро? Ако мојот труд е исти со оној кој копира и штанца документи. Разликата, ја мислам дека мора да ја видиме и мораме да направиме. Понатаму, промена на подзаконските акти кои се недоречени, неопфатени и наместа конфузни и носење на нови за обврските кои не се целосно опфатени. Најпрост пример. Ние ќе зборуваме 6 години како ќе полагаме стручен испит, ама не ни е битно што е работа на висина. Ни се уште немаме дефинирано што значи работа на висина. Иако лекарскиот преглед дефинира дека оној кој работи над 3 метра на висина, тој да ќе оди на лекарски преглед на една година и прегледот треба да се заснова на таа работа. Значи треба да се прават прегледите за тоа. Инаку, никаде ние немаме што значи работа на висина. Ако ви кажеме дека работиме со правилници за мерење на микроклиматски услови од 67 година, а постојат нови стандарди кои Република Македонија ги усвои, ама не се задолжителни за примена, бидејќи немаме официјално никаде во било кој подзаконски акт спомнато дека работењето наше треба да биде согласно тие стандарди. Значи, ако стандардот се внесе во закон или правилник, тога станува задолжителен. Додека е само усвоен, е само препорака која ние можеме да ја користиме. И постои различен начин
на тоа да утврдиме што значи едно работно место, дали е соодветно, дали условите се внатре соодветни или не се соодветни. Понатаму, бараме координација помеѓу министерствата при дефинирање и доделување на информации и носење на законска регулатива. Нашиот закон има преклопување со најмалку два други закони. Тоа е законот за техничка инспекција, односно дел од Министерството за економија, и Дирекцијата за заштита и спасување, Делот за противпожарна заштита. законот за делот на противпожарна заштита. И не се знае во моментов која обврска чија е. Често во предпријатијата доаѓаме во судир во зависност од тоа каков инспектор бил. Дали е од труд, безбедност и здравје при работа, дали е од техничка инспекција или од Дирекција за заштита и спасување. Секој од нив бара иста работа од различен субјект. А целта ни е една иста. И ги тераме работодавците да плаќаат барем два пати. Некои што се поснаодливи, најден начин како тоа да го надмине. Се поставува едно прашање. Што ќе направиме со реакцијата на компаниите што во последно време се јавува? Дека ова што ние го работиме е само хартија. Реално, сите оние кои што се завршени услугите сметаат да се задоволи само законот. Целта наша и на ова материја не е задоволување на законот, него здраво население од аспект на безбедност и здравје при работа. Да ги прилагодиме работните места, да биде што е можно, помалку опасности, помалку повреди, помалку заболувања професионално. И нормално, последно, кој да е, ако сака да не вклучи во делот на промена на системот, доколку има намера да го менува, ние стоиме располагање со нашето стручно знаење и познавање, меѓутоа и со искуството кој го поминавме овие години, и со искуството кој го разменуваме во државите низ Европска унија и во Република Македонија. Благодарам.